Премиерот Мицковски во моментов не гледа потреба од прогласување на кризна состојба и покрај економските ризици кои постојат поради состојбата на Блискиот Исток, која донесе нови повисоки цени на горивата. Дизелот поскапи за 14,5 денари, а бензините за 5 денари. Пред 2 дена Мицковски кажа, ако има драстичен скок, ќе се интервенира, но во моментов не гледа потреба од такво нешто со образложение дека и по поскапувањето земјава има најевтини деривати. Па во моментот не гледаме потреба од прогласување на кризна состојба. Во моментот, како што кажавме, граѓаните во Македонија имаат најниска цена за дизел горивото, а слична е цената и со бензинот 95 октани и 98 октани. Денешното зголемување на горивата вчера ги наполни бензиските. Таква состојба беше забележана и во некои земји од регионот. Од пазарен инспекторат не констатирале дека се крие гориво на бензиските пумпи. Е увидено дека 30 на бензински пумпи, бензински станици ги истрошиле залихите, престанале со точење, меѓутоа по час, 2, можеби 4 часа, по ново танкирање на резерварите продолжуваат со точење на гориво. Регулаторна ќе продолжи на 7 дена да објавува нови одлуки за цените на горивата. За сега нема да има промени со кои би можело да се прави корекција на дневна основа. Едни од мерките со кои може да се интервенира ако состојбата дополнително се влоши е да се намалат давачките за увоз на енергенси. Колку би се намалиле приходите ако дојде до ситуација да треба да се намали ДДВ-то од 18 на 10%, УЈП не располага со такви податоци. Тоа се мерки и проценти кои што ги прави владата со ресорните министерства. На крајот какви ќе бидат мерките изразени преку законски решенија или други акти, ние треба само да ги спроведеме, меѓутоа, прашањето не може да се адресира кон УЈП во тој дел. Од пазарна уверуваат дека од денеска почнуваат и со контроли по маркетите кај увозниците и кај дистрибутерите. И премиерот кажа дека сака утре да се сретне со нив и да разговара да не се користи сегашната состојба и веднаш да ги зголемат цените. Цената пак на нафтата на берзите се движи нешто над $90 за барел. Намалување има во однос на вчерашните износи, но сепак е повисока од пред стартот на војниот конфликт на Блискиот Исток.